Талат Џафери ќе ја почне седницата за уставните измени. Ќе се слушне дебатата во најкуси црти, оти веќе се знаат ставовите на политичките чинители во македонскиот законодавен дом, но гласање нема да има. Ова е една од можните варијанти за најавената пленарна седница од собранискиот председател за утре. По ова, уставните измени нема да продолжат, ќе останат во еден статус кво и тоа нема да биде ништо драматично. Туку Македонија ќе си го продолжи трасираниот европски пат, цени поранишниот амбасадор Маријан Ѓорчев. Факт е дека опозицијата остана доследна и принципијална и консеквентна од причини што таа одамна најави дека уште од минатата година, кога требаше да биде вклучена во процесот пред кога почна преговорите помеѓу Европската унија и актуелната власт, кога се преговараше меѓу Бугарија и Македонија, кога се преговараше со представниците на Европската унија, опозицијата беше исклучена, така што тој став е принципиелен. Сега веќе е јасно дека 80 пратеникот во третинско мнозинство нема во парламентот на 18 на ден 18. Јас ништо не би додал на тоа, освен дека тоа ќе биде една седница на која што председател на собранието господин Џафери после она што значи парламентарната дебата ќе одложи точката за гласање. Од тука, вели Ѓорчев, безпредметен ќе биде предлогот кој што произлезе од комисиската расправа минатиот месец, за кој поддршка дадоа само 10 пратеници од владеачкото мнозинство. Свидетели сме дека во изминатите години на владење на ова политичка гарнитура има точки на дневен ред, например интерпелации за одделени дури за председател на собранието, кој што никогаш не дојде на дневен ред. Поминаа 3 години од неговиот говор во Европскиот парламент, кога не го употребуваше македонскиот јазик, таа интерпелација се стави на дневен ред, така што тоа може да се провлекува се до денот на редовните избори, затоа што јас очекувам дека ќе има редовни председателски и редовни парламентарни избори и доколку не се постигне по тој пат на преговори, добра волја, убедување на начин кај што може да се седне на еден политички диалог меѓу сите чинители на македонските парламентарни групи и да се изнајде некој образложение дали може или не може и тоа сето тоа според мене ќе се провлекува се до парламентарните избори, затоа што актуелната политичка гарнитура многу вложи на власт политичката гарнитура, по дефолт политичката гарнитура на власт ги поставува условите за демократија. Таа го диктира темпото на демократската расправа, темпото на политичкиот диалог, опозицијата по дефолт ја брани демократијата. Според деловникот за работа на собранието, сите 120 народни избраници најпрво треба да се изјаснат за предложениот дневен ред, кој се носи со 61 глас за. Потоа следи расправата, а додека го нема двотретинското мнозинство, според најавите на Џафери, точката нема да се најде на гласање.